И сега, како второ, во врска со идентитетот, би сакал да укажам на тоа дека луѓето се идентификуваат со некакво заедништво, како например во Македонија или во мојата земја, во Велика Британија, има различни етнички идентитети, има идентитети кои се осликуваат во околината, во градот, во местото во кое што живеат населението, и вие и ние претпоставувам дека можеме да се наречеме себе си како европјани, значи со европскиот идентитет да општиме. Во тој правец да оди разговорот. Do you have to add something? Well, this is the wrong time to be once again trapped in an argument that seeks simply to blame Greece. The conflict or the dispute with Greece will be solved by both sides negotiating a solution that is fair, difficult but fair to both sides. But if I may say, we're in the middle of a different dispute which also needs both sides to negotiate a fair settlement from each point of view. And for as long as there is a political disagreement domestically between the parties in Skopje, isn't that the best excuse possible for those in Greece who don't want to move forward on the name issue? И сега погрешно време е да влеземе во стапица, да тврдиме дека или да вината ја префрлуваме на Грција. Двете страни мора да се изборат за фер решение. Решението за овој спор мора да биде да произлезе од политичките субјекти од двете страни, секој поглед, секој став од двете страни да биде респектиран. И нели мислите дека недостатокот на консензус, значи и помеѓу политичките субјекти во Македонија не долива масло на огнот на грчката страна, кога или најдобра изменување за нив или еден вид оправдување дека ете не може да се најде решение. Ambassador, I will give a chance for the president of the World Macedonian Congress, Mr. Todor Petrov. He will address the question. Mr. Todor, please. Well, I would like to ask him, Mr. Hovit, why the European Union is hostage of the Greek veto if we know that the change of the state name Macedonia directly destabilized the old Balkan and the state of Macedonia? Зошто Европската унија е заложник на грчкото вето, ако знаеме дека промената на државното име Македонија директно го дестабилизира целиот Балкан и државата Македонија? Please. I think using language about anyone being held hostage is not going to contribute to an atmosphere where there will be agreement. It's the opposite of the tone of the atmosphere that we're seeking to achieve. So don't be surprised if I refuse to accept the premise, which is that in some way one side is holding hostage to another. I know how aggrieved people in your country feel. That's why they need people like me to be putting forward solutions and arguments and giving them confidence that we can resolve the problem. And I'm going to try and make this problem better, not make it worse. Сега повторно нагласува господин Ховит дека користењето на јазикот или формулацијата заложник не води во атмосфера на решавање на спорот и немојте да се изненадите во тоа што кога јас ќе кажам дека не ја одобрувам таа премиса, тој став дека некој некого држи како заложник. Јас знам што чувствуваат луѓето во вашата земја и треба да бидеме убедени, исто така знам како чувствуваат и што чувствуваат населението и јавноста во Грција. Мора да бидеме свесни дека таквиот начин на формулирање на работите нема да доведе до решение за спорот. Jean, do you want to address something for Ambassador, please? Yes, Mr. Ambassador, you've been to Skopje. Can you give us some interesting details about the progress of this political crisis that we now have in the country? Because you certainly have some hints after the talks with the political parties in the country.
Is there a way, is there light in the tunnel? Господин амбасадоре го праша, значи вие бевте денеска во Македонија, дали гледате светло во тунелот, дали мислите дека постои шанса да се разреши ова политичка состава што имаме како криза, еден вид парламентарна и така натаму. Беше моето прашање. Please, do you want to answer? Место. Well, firstly, can I just say good evening to both of your guests, and I'm delighted to debate with them and with you. Of course, I have met each of the political party leaders this week. They have been long meetings. They have been private meetings, so don't expect me to disclose detail of what each has said individually to me. But when I said this morning in Skopje and repeat to you tonight that a solution is possible, that's what I heard. I listened in those meetings. Of course, there are very strong feelings. Имам силни чувства. And there is bitter disagreement between the parties. As I said today, and I repeat now, if there is political will, it is still possible to solve this dispute. Може да се реши овој спор. Господине Петров, дали имате реплика на одговорот на господинот Ховит? Mr. Petrov, do you have a replica to answer? Сакам само да го прашам зашто Европската унија не ја почитува пресудата на меѓународниот суд во Хаг и директно го крши меѓународното право. And indeed the EU breaks the international directly. Mr. Hovit, did you hear the question of Mr. Petrov? Mr. Hovit, did you hear the question of Mr. Petrov? My question is why the European Union does not respect the judgment of the International Court in the Hague and directly violate the international law? Did you manage to hear this, Mr. I Holt? heard this question, may I answer? Yes? Please. Yeah. Firstly, that judgment was now some months ago. I don't believe legally the European Union is ignoring the judgment. A judgment essentially, of course, which was about NATO, not EU. And so there's a lawyer's answer which says that it's not. But I think it's different. You could have asked me that question 6 months ago, and we could have a very similar discussion. Може пак да ме прашате едно такво прашање, ќе ме слушам дискусии 3 months before we will get a positive по едно 3 date for месеци talks to start at that June пред да European добиеме Council, when позитивен there's been датум, immense movement forward in the right direction. кога ќе има позитивен прогрес во правиот правец, Rehashing that old document. I respect that court's judgment. It is very important. треба But тоа what we пресуда should да се focus on now is почитува, solving но this треба political повеќе dispute in the country. да се фокусираме Still на trying to get a positive решавање report from the European Commission на тој and a спор, positive date for a start of talks за with да the се EU добие government in еден June. позитивен датум за преговорите веќе во јуни. The country don't fully understand how possible it is. И мислам дека и двете страни навистина не разбираат колку е тоа можно да се добие Concentrate their minds И- and come up with a solution. и политичарите треба повеќе да се концентрираат на самото решение. Okay, just a minute, one dash, because again, we're going live. I mean that we have translated now in Macedonian language. Do you hear us? Yes? And, I'm hearing that okay, we can discuss in Macedonian language, Mr. but Hovit, do you hear the voice of the interpreter? I'm now hearing your voice, if that's the okay, intention. please. Finally. Definitely we can speak in English and our interpreter will be translated in Macedonian. Can you add, Mr. Petrov, something else? Or I give chance for Mr. Jan to Ali. address. Can you address some question? Yeah, the question, I would have a question. Прашањето би имало едно прашање. There must be a carrot and a stick in this game, Мора да има моркови стап во оваа игра, because we are stuck затоа што now ние сме тука заглавени into a political crisis, во една политичка криза, in the eve of the a very important period for the country, for Macedonia. во пресред на еден многу важен период за земјата за Македонија, Meaning that што значи дека a negotiation date might be given this year to Macedonia. дека можеби датум за започнување на преговорите би можело да биде даден оваа година на Македонија, But но
We heard this morning or today Веќе слушнавме ово утро или денеска that Mr. File is frustrated. дека господинот Фуле е веќе фрустриран. From what I know about you Од она што знам за вас, is that you are pretty optimistic towards Macedonia дека вие сте така доста оптимистички за Македонија and always try to look bright for our. и секогаш значи се обидувате да ја гледате позитивната убавата страна за нашата земја. So the carrot might be the date, Морковот би можел во случај да биде самиот датум, but I don't know what the stick might be. али навистина не знам што би представувал самиот стап. At this point of time now, at this critical period of time, Во овој значи момент на време, во ова критично време. could you give a comment on that, please? Дали би можеле нешто да коментирате за ова? Well, firstly, I want to agree with you Прво, that if there is only criticism of the country, it's not going to work. ако се става само значи еден критика за земјата, тоа нема да работи. Please, in sequences, so for the Democratic translation. legitimacy is questioned in the country by the events of December, and the continuing dispute И значи ако се има предвид, jeopardizing the chances of progress. значи ако се има предвид она што се случило во декември, тоа премногу се драматизира, навистина нема да биде добро за целата земја. Mr. Howitt, can you speak in sentences, please? 1-2 sentences, then come in. Okay, thank you. In sentence sequences. For example, I Например? praise the country for what I call the enviable progress in pursuing open markets. Can you repeat your... For example, I praise the country for what I call the enviable progress it has made in pursuing open markets. Да, значи навистина Македонија има голем прогрес во однос на отварањето на својот пазар. I welcomed the fact that the Ministry of Justice has repeated to me this week again that it intends to fulfil the electoral recommendations of the OSCE in full. Исто така, значи, ова сабајле, тука ми беше кажано дека се има намера, значи, се има интенција да се имплементират сите препораки изборни од ОПСЕ и од ОДИХР за време за изборите. And I did welcome the positive momentum being given on the name issue, which has required a big effort from the politicians in the country, and I do recognise that. Исто така сакам, значи, да го пофалам и тоа го признам и се гледа, значи, за големите напори што ги даваат сите, повторам, сите политичари во земјата во насока на решавање на името. И тоа го гледам. In terms of putting pressure on to resolve the current political dispute, though, I wouldn't want to use the word sticks. Значи, за да се реши сепак ова една тренутно неразбирање и една моментално, значи, спор, не би го користил терминот стап, како што вие го користите тука. Не мислам дека е многу соодветен. But I would say that my announcement today that if nothing changes, we may have to postpone the European Parliament vote Сакам да кажам, on the accession of the country. Сакам да кажам, значи, нешто друго. Ако од денеска натаму нешто видливо не се промени дефинитивно, мислам дека има големи шанси да се, значи, одложи самото гласање за резолуцијата во Европскиот парламент. And the announcement today of European Commissioner Stefan Füle's decision not to travel to the country next week. И These two things are not sticks, but they are important signs that what is happening in the country is jeopardizing progress. I hope people do understand that. И навистина дозволете да потенцирам дека службената изјава на господин Фуле дека дефинитивно ја одлага за неодредено време својата најавена посета едната недела ја одлага, значи и ова со можното одлагање за гласањето и расправата за резолуцијата по македонскиот извештај за Македонија, значи дефинитивно
еден сигнал од Европската комисија која не треба да се свати како стап, како вие што викате, него нешто друго, дека значи станува ситуацијата посериозна. И тоа не треба да се користи како стап. Can I say something first of all, please, Сакам нешто да кажам. before Petrov to add something? Другите нешто да додадат. I say, first of all, thanks for the television Sonce, which broadcasting and following us in live in Macedonia, in around Macedonia. Значи на самата куќа и на сите што не изможуваат да не гледаат широ Македонија во светот. Телевизија Sonce, again, please. And Телевизија Сонце е тоа. by the way, you say патем, гледате. you say that we can say stick. Вие значи Your велите стап, Ваша ексцеленција. But trust me, Но верувајте ми, I am very honest and very serious when I say, честен и сериозен кога велам. because I'm involved as the journalist. Јас сум во тоа инволвиран на еден All начин of како новинар. 22 years, 20 years, I would say, of Macedonia Сите овие 20 години are од involved in dispute of the name. независност, јас сум инволвиран на еден And друг all of начин this според past името. time, И во сето ова минато време, as one usually and common, how to say, experience from EU coming Macedonia, all the lecture значи сите овие лекции with European Union, the strong teacher give us, with a very good result we solve. значи апсолутно што европскиот учител ми ги давал, добро сме ги решавале. And usually we have more stick, a very small percent of carrots. And now Значи повеќе се работи за стапот тука отколку што некој помал процент на морковот. And now I want to say that people are so tired about that kind of the experience, and I will very happy. Everything what you say will be very positive. И на вистина бидам пресреќен све што вие викате да биде позитивно. Well, that's why I said that I prefer the word criticism to stick. Затоа јас, значи, ја преферирам фразата критика, критицизам, него само збор стап, како што ви го користите. Тоа е критика, значи. It's why no one in the country has seen me coming and pretending to be a teacher or a lecturer. That's Значи, I come in partnership сакам да кажам, as future partners together. Никој не треба да ме гледа во земјата како да доаѓам на некој професор, да сум некој учител или што носи некој стап. Напротив, ја доаѓам како еден партнер во едно партнерство со вас. And perhaps one thing we can all agree on tonight is we should have more carrots. И навистина е една работа за која мислам дека сите треба повеќе да се разбираме и да говориме, тоа да имаме повеќе, условно кажано, моркови. Okay, give me permission. I give it the word for the President of the World Macedonian Congress. Afterwards, Mr. Jan will address also Petro. Please, Mr. Господине Ховит, Mr. Hobbit, ја разбирам вашата задача I understand your task и веројатно вашата љубов кон Македонија. and your love toward Macedonia. I do understand that. Вие го слушате гласот на политичарите, Actually, you're hearing the voice of the politicians. меѓутоа However, јас ќе ви го пренесам гласот на народот. I will convey to you the voice of the very people. Доколку антимакедонизмот на Елада If the anti-Macedonianism of Greece, of Elada, грчкиот геноцид врз македонскиот народ especially taking into consideration the Greek genocide against the Macedonian people, и фашистичкото барање на Хеленската република and the fascist requests by the Hellenic Republic за промена на државното име Македонија to change our state and constitutional name of Macedonia, се вредност за солидарност на Брисел и Страсбург со Атина, our values for the solidarity of Brussels and EU to Athens, мнозинството македонци then the majority of the Macedonians го отфрлат пристапувањето на оваа држава Македонија reject the accession of this very state called Macedonia во сојуз со Европската унија и НАТО алијансата. into EU and NATO membership. Вашето лично мислење, Your very personal opinion, дали Европската унија и НАТО се достојни за промена на државното име really indeed, is it
we should dignify, live it up to the level that indeed for EU and NATO membership one has to change the state name на една суверена држава Македонија of a sovereign country called Macedonia и на една суверена нација, македонската нација. and of a sovereign nation, the Macedonian nation. Is it work? Дали тоа има врска со основните вредности на Париската повелба за нова Европа? Does it have anything to do with the values of the Paris Charter for New Europe? Please. Okay, I didn't hear 100%. I can respond to what I heard. Не слушам баш 100%, но може да одговорим само на оно што го слушнав. I do say that no member of the European Union questions the territorial integrity and the sovereignty of your state. Сакам да кажам дека една членка од Европската унија апсолутно не го доведе прашањето нити суверенитетот, нити територијалитет на вашата држава. I deeply regret that there is the dispute over the name, but I've never thought it's sufficient simply to regret. That's why I put forward my arguments in a way which seeks a solution. Повеќе, значи, The solution. се изражува една жалење за таа состојба во врска со тоа, со спорот со името и навистина, значи, ние правиме напори да стигнеме до едно решение, значи, до една солуција, повторно солуција на тоа. And I just ask the viewers to think, if I was instead tonight on an interview with the Greek state television, and they said about your country that it was anti-Greek, people there watching would be properly angry, and it would not make them want to come to an agreement. And therefore I think it's wrong for us to use that language in the debates that we're having here. We need a different language, we need a different mindset. Сакам да кажам дека навистина и на грчката телевизија, значи, да користиме еден ваков јазик овде што тука вие го користите, навистина веднаш одма би реагирале, би помнеле гледачите и би рекле они се тотално антигрчки, така да мислам, значи не ни терверен таков јазик, таква реторика, значи ако мислиме да се приближим. Mr. Jean, do you want to add, please? Јас би I would побарал мислење од неговата екселенција, господин Ховит. to get